Туризмот во нашата земја во последни години бележи позитивен тренд и раст на бројот на туристи и туристичкиот промет. Но пред нас остануваат предизвици кои што ќе треба да се решаваат. Еден од тие предизвици е постигнување на позитивна конјунктура помеѓу побарувачката и понудата, со што пред се ќе влијаеме позитивно на зголемување на процентот на исполнување и окупираност на сместувачките капацитети и позитивно ќе влијаеме во развојот на туристичката дестинација. Сето ова представуваат предизвици и наши некои идни активности, па поради тоа мора да се насочиме да работиме позитивно во развојот на дестинациите, во создавање на конкуренција не помеѓу понудата, туку помеѓу побарувачката, а исто така од големо значење за нас ќе биде и развојот на дестинацијата. Исто така сето тоа можеме да го реализираме преку доведување и оформување на долгорочни, целисходни маркетиншки политики и оформување, создавање на одржливи маркетинг стратегии кои што ќе имаат пред се за цели, ќе ги таргетираат нашите соседи, ќе ги вклучат земјите кои што се наши традиционални пазари, но за нас од особено значење ќе има отварањето и таргетирањето на нови пазари кои што пред се ќе влијаат позитивно на зголемувањето на конкуренцијата помеѓу побарувачката. Со реализација на сите овие активности ние ќе обезбедиме поголема рентабилност на компаниите и бизнисите кои што работат во туризмот, ќе обезбедиме поголема окупираност и искористеност на сместувачките капацитети, но исто така развојот на дестинацијата ќе влијаеме позитивно, но ќе имаме исто така големо влијание со реализација на овие активности ќе постигнеме зголемување на платите на работниците во туристичкиот сектор и ќе го намалиме одливот на туристичкиот кадар и квалификуван кадар кој што работи во туризмот. Исто така, сето ова ние можеме да го реализираме преку создавање на и оформување, веќе како агенција за промоција и поддршка на туризмот сме во фаза на создавање на стручни работни групи кои што ќе ги сочинуваат стручни лица кои што ќе бидат номинирани од членовите на Советот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Тие стручни лица и работни групи ќе работат и ќе третираат различни теми, како што се, например, промоција на севкупната туристичка понуда и маркетинг на дестинацијата, предизвици, решенија за субвенционирање на странски организиран туристички промет, ќе ја третира подобрување на законската регулатива која што ја озаконува туристичката дејност и исто така ќе ги третира управувањето и реализацијата на проектните активности преку создавање на одржливи туристички дестинации, преку создавање на одржливи туристички продукти, како и промоција на одржливото патување. Целта на овие работни стручни групи е да тие испорачаат заклучоци, кои што заклучоци ќе бидат интегрирани во идните програми за работа на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Конкретно, од тие нивни заклучоци ќе бидат дефинирани идни активности кои што ќе бидат вметнати во програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2025 година. За координација и работа на овие стручни работни групи ќе биде номинирано лице кое што ќе ги води и ќе управува и ќе менеджира со работата на овие стручни работни групи. Исто така за нас од големо значење, но уште поголемо значење за бизнис секторот и представниците на реалниот туристички сектор кои што се членови во Советот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, има тоа што ќе учествуваат директно и ќе бидат инволвирани во развојот и во градењето на туристичките дестинации, во развојот и оформувањето на туристичките продукти и секако ќе бидат инволвирани и директно ќе работат на подобрување на севкупната туристичка понуда на нашата земја.